Почитувани гледачи, добро утро и добре дојдовте во вториот дел на изданието на Нов ден. Песната, која што пред малку имавте можност да ја слушнете, е дело на мојата денешна гостинка. Таа обожава да глуми, да рецитира и да твори. Но денес зборуваме за еден специфичен и поразличен вид на поезија од останатите. Чест и задоволство ми е да ви ја представам денес кај нас во студиото гостинка, господја Даница Петровска. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата и се надевам дека нашите гледачи ќе имат што да слушнат. Така, ветуваме одлично дружење уште на самиот почеток. Како вовет во нашиот денешен разговор да слушнеме нешто повеќе за вас и да ги запознаеме гледачите со вашиот лик на некој начин, а потоа и со делото. Јас сум од она постара генерација, 68 генерација и родена сум 23-68 година во Куманово. Инаку работам овдека во Куманово при медицински центар. И сум негувателка на едно убаво, прекрасно оделение на акушерско оделение. Прекрасно. Имате една хумана професија, а освен тоа, успевате на некој начин да ги ускладите и домашните обврски и работните, а да одвоите време и да го правите она што ви лежи на душа и што го сакате. Господја Петровска, вие, како што реков во најавата, пишувате еден поразличен вид на поезија. Што точно? Ставам акцент на темната уметност, претежно на готската поезија, која што црпам неизмерна инспирација. Така, највеќе сакам да ги пишуваме темните страни, меѓутоа, кај секој човек има и светла и темна страна. Луѓето претежно сакат да ја представат само светлата страна. Тоа е проблемот што секогаш кога нешто зборува за љубов, меѓутоа никогаш за она другата страна на човекот. Секој од нас има и светла и темна страна. Затоа јас одбрав да го пишувам на темниот дел од самата себе или пак темната страна што ме обкружува. Така. Држете се добро, почитувани гледачи. Ова е само почетокот. Вака, господја Петровска, од колку години започнавте да творите? Од колку години? Тука не може да се каже од колку години, меѓутоа знам дека бев мала. Сега кај што е пионерски дом, така го викавме. Одев во таа литературна секција и отаму ми некако дојде да пишувам. И пишував како мала, онај детски песни, претежно детски песни, па потоа стагнирав, се префрлив на уметноста, инаку сум само уметник и сликам во меѓувремено, па потоа од 99-та година почнав поактивно да пишувам. Веќе рековме што правите во слободното време, што уживате да пишувате, но во еден неврзан разговор, ќе кажам пред почетокот на емисијата, рековте дека мистичноста е она што многу ве привлекува. Да, ја сакам мистиката, не дека не ја сакам реалноста, меѓутоа реалноста во некој начин ме буквално убива. Мене ми е едноставна реалноста. Самата мистика ме води во мој свет, оној свет од кој го знам за себе. И сакам мистичните нешта, оние нешта што не можат да се видат со голо око, туку со духовното око. Така. И сега, пред почетокот на емисијата, гледачите имаа можност да видат едно ваше видео.
односно една ваша песна да слушнат. Таа песна мислам дека е дело од вашата прва издадена книга. Токму така, од Готска жена. Првата книга, што воопшто имам издадено, 2011 година е Готска жена. Ова е мојот првенец. Еве, колегите ќе зумираат. Вред. На оваа книга особено ми привлече внимание овој последен дел, каде што е вашата биографија, и пишува вака, почитувани гледачи. Од лавиринтот на внатрешноста на поетисата се наситува глас кој моли да биде слушнат. И на тој начин од тој глас прозвучуваат стихови кои се подаваат да бидат разбрани, доживеани и препорачани, како уште еден глас во потрага на човечката убавина, дофатена во тишината на поетското самување и мечтаење. Секој човек што сака да пишува или секој човек што го љуби пишаниот збор, ако не ја почувствува на потреба за самување, тој не може да пишува. Треба се влезе длабоко во себе. Подсвеста сама таа не води кон она нашето внатрешно, она што го чувствуваме. И од тому доаѓаат тие песни. Така, вие на некој начин го изразувате она кое што голем дел од луѓето не можат да го разберат и да го искажат. Што представува Готската жена? Готската жена, првенствено тоа сум јас. Тоа сум јас, Готската жена, која што во оваа збирка на книга ги имам објавено некои песни што ги имам лично доживеено, например, и тука ги имам напишано како инкубус што е. Инаку, за оние читатели, за оние слушатели што не знаеш што е инкубус, тој е машки демон. Инкубус, кој што, да кажеме, ги напаѓа луѓето кога не се свесни, кога спијат. Сакубус е женски демон, а инкубус е машки демон. Така. Колку песни содржи оваа книга? Па тука 50 би требало да има од таа книга. Така. И сите се некако напишани во тој контекст. Да. Пред да продолжиме со разговорот и да ни дадете уште некои информации за вас и вашето дело, јас би ве замолила, доколку бидете љубезна, да ни прочитате една песна од оваа книга. Ќе ми биде посебна чест. Првенствено Готска жена, по Ова е самиот вашиот наслов, првенец, така. Да, мојот првенец, ќе прочитам по самиот наслов Готска жена. Што всушност Готска жена представува? Како поетски е тоа опишано. Готска жена. Готска жено, ти нема презбори. Откри заспани мисли, тешки камења скрши. Железна порта отвори. Замок од јад на проколнати чеда пронајде. Од наметка сокриени желби. Душа вековна сокриена. Темниот месец тајна открива. Деца на ангел црн искршени крилја. Во празнина заробена тишина, сенки на изгубени души по пат чекорат. Огледало на темнина во око скршено, изгубен е патот до светлина. Вие, што болка сенка вие, кажете како мириса земјата. Во око на изгубен талкач роза црнена, а ангел со искршени крилја од темнина заробен. Напијте ме, нахранете ме, во раце книга на сенка дајте ми, во неа тајна на месецот запишан, во неа сите тајни на смртта јалова. Како што рековте, сите ние имаме свој ангел чувар. Токму така. А во оваа песна велите дека ангелот чувар е заробен. Да, е Што се заробен. случува во тој момент со Готската жена? Тука, кај секој човек доаѓа момент кога го отфрла Севишниот, кога мисли дека Севишниот му нанел неправда, без разлика од
што ја губи вербата во една големина, како што е Севишниот, и тогаш човекот се обрнува кон темнината. Кон темнината и ја прифаќа темнината. Меѓутоа, како постои светлина, така постои и темнина. Како постои Господ, така постои и демонот, односно ѓаволот. Секако. Некој кој чита малку повеќе знае дека тоа е така. Да. Се знае кој што прифаќа. Како се прифатени овие песни од страна на луѓето? Овдека, да кажеме, во овие простори многу слабо е прифатена. Скептични се луѓето кон такво нешто. Длабоко во себе тие знаат дека тоа е вистината, но да, меѓутоа луѓето се научени претежно да раскажуваат, ако е тоа проза, дали е некое поетско дело, претежно за љубовта. Колку во нас има љубов, толку има и темнина. така најмногу се пишува и се твори некако за љубовта. Најчести се оние љубовни песни. Тие бегат самите од себе. Затоа не можам да пишувам само љубовна поезија кога знам дека јас како личност во себе ја носам и темнината. Сум создадена и од темнина. Затоа што секој во нас, ако бидам сосема онака чиста, да кажеме не мислам добро, тогаш би била ангел, не би била човек. Значи човечки е на човек да греши, да погреши. Сега, и затоа таа е готска жена. Сите во нас имаме и светло, и добро, и така. Малку поодамна е издадена оваа ваша прва книга. Како помина промоцијата? Самата промоција успешно. Навистина бев изненадена, затоа што не сум афирмиран поет. Дури не можам да се наречам поет. Јас сум само љубител на пишаниот збор. Поет е премногу големо за мене. Мојата маленкост не ми дозволува да се наречам поет. На промоцијата ја промовираше Јовица Тасевски Етернија. Човек, прекрасен човек што мислам дека работи во библиотеката во Скопје и исто така и тој е пишувач, преведувач и успешно помина промоцијата. Имаше заинтересирани луѓе во моментов. Меѓутоа, после критиките се оние што зашто така темна поезија, зашто пишуваш, ти си млада. Тоа не мора да значи дали некој е помлад или е постар, дека не треба да пишува книга што содржи темнина. Ја се сака подеднако и светлината и темнината ја сака. Се си има свое. Така. Според вас и според она што го искажувате, некако и оние љубовни песни се еднолични. Како и да е сега со должна почит, се преслекуваат чувствата и особините на саканиот. Може би вие со опишувањето на овој специфичен вид на поезија ќе ја будете свеста кај луѓето малку да размислуваат и во некој друг контекст. Дека не сме сите совршени како што владее тоа сега. Воопшто не сме совршени. Воопшто. Ниту пак окото е совршено. Се можеш да прелажеш, меѓутоа камерата не можеш да ја прелаже, а окото ќе се прелаже. Ќе гледа друга работа. Например, еве ќе спомнам еден пример, се чудат, се диват на индусите како се качуен или на јажето, детето седи демек до него и сите гледаат како тој се качува. Меѓутоа, индусот воопшто не се качува на јажето, тој си седи и упорно гледа во публиката. Значи, свесноста на човекот е она што му се сугерира. Да треба да види. И тој го гледа тоа. Меѓутоа, од друга страна, кога се гледа преку камера, воопшто човекот воопшто не се качува на јажето и си седи доле со детето. Затоа велам, ниту пак окото е совршено. Значи, сето е до свеста. До свеста. Се гледа дека постојано некако работите на доусовршувањето на вашето знаење. Уште еднаш да повториме дека мистиката ве привлекува, подополнително читате. Кој жанр највеќе сакате да читате? Кој жанр? Јас сум сестра на личност што се однесува за читање, се читам. Нормално ме интересира мистиката. Сега што пишувам, значи
сакам да објавам и 6-та книга, го проучувам, ја проучувам магијата, например, или за вештерките. Како да. Тој период ме интересира, зошто биле и како биле, дали тоа постоеле навистина вештерки. Го проучувам Салем, каде што биле обесени 19 нас баш вештерки. не интересира во овој момент што Таа прочитавте тема ја досега. обработувам. За судењето, за самото судење во Салем, тука ја играла и голема политика сега. Например, јас нема да ти се допадам тебе и ти ке кај сега ова е вештерка, тој и тоа ми направи. Претежно, како што реков, за астралната проекција, луѓето ја доживуваат таа астрална проекција, меѓутоа во овие простори многу тешко тоа да го прифатат или пак да го признаат дека постои тоа и она другата страна. Сега сум ја видел таа и таа налегнала на мене. И сега тоа се тип готово веќе си вештер во нивните очи. И нели на пример тогаш во тој период сега акушерки, тогаш бабици, имале бабици, се нарекувале бабици, постара жена, нели, што породува. Интересно е тоа што ако детето ја породи, например, и умре во рацете на жената, таа веќе е осудена како вештерка. Затоа што одзела живот. Или пак, ако една жена, тогаш имале големи породи, по 10 жените раѓале, по 10, по 8 деца, ако комшивката нема дете, а таа што има 8 деца, таа ќе биде вештерка. Оти. Затоа што таа ги крала незините деца. Значи, од тој таков период, каде што владеело многу страшни работи, јас за себе си велам, не дај Боже да сум била во тој период, сигурно би била обесена како вештерка, оти ме интересираат овие работи. Или жените што ги познавале билките, тие секако биле осудени како вештерки. А сега алтернативната медицина, тие лековите билки, се повеќе се употребуваат. Се потекнува од билки, меѓутоа тогаш во тоа време има еден човек што е каменуван затоа што не се изјаснил дека е виновен, дека го нападнал демонот и затоа е таков. Тој не е признал ниту дека е виновен, ниту пак ја прифаќа вината од црквата. Да прифати дека е вештер. И тој бил каменуван. Му ставале камења, тој само вела уште еден камен ми ставите. И така. Интересни се тие тематики за разговор. Така. Колку време вообичаено ви е потребно за да напишете една песна? Никогаш можам одеднаш готово, исприв, налив. Никогаш можам да размислувам, не да го најдам правиот, вистинскиот збор, меѓутоа, чекам првенствено да се појави она емоцијата. Сите песни се емоција, она внатрешното во себе. А сакам и се осамувам за да го слушнам својот глас. Дали ви е Мојот потребно натрешен секогаш глас. така да бидете осамени? Во кој период од денот најчесто пишувате? Мислиш, од ноќта? Јас сум ноќна птица. Секогаш ми доаѓа инспирација ноќе. Кога се стиши, кога јас навлезам во самата себе, значи јас сум, тука сум, нема други звуци, други гласови, тогаш јас си влезам во мојот свет си влезам. Ноќе претежно пишувам, ноќе. Тоа е мојот свет, ноќна птица. Дали знаете да бидете самокритична? Дали прифаќате сугестии? О, секако. Секако дека прифаќам и нормално внимавам при начинот на пишување да биде чисто на македонски литературен јазик. Па и пожално е така. Пожелно е, се случуваат нели грешки.
припишување, затоа дали лектори Лекторот е постојат, тука. но ги прочистувам на еден начин, првенствено моите песни, па тогаш ги пуштам за да лекторот, мислам дека нема воопшто и што да поправи. Така. Вие видеото кое што го пуштивме беше извадок од вашиот канал, имате свој канал на YouTube, каде што има објавено дел од вашите песни. Мислам дека заинтересираните можат кога гуглаат да пронајдат беше На под YouTube, името Моите да. митарства. Под моите митарства може да секако. Кој сака темна поезија, кој сака готска поезија, може слободно да ги слушне. Секако кој квалитетот на самите видеа, мислам дека се доволно добри. Сепак се работи на една слаба техника. Сепак се трудите така на некој Се начин вие да трудам го својата презентирате. љубов, да. Така. И сега, кога сме веќе кај квалитетот, што според вас треба да содржи една квалитетна песна, значи за да не бидат слични една на друга песните? Било да се работи за готската поезија, било за љубовна, за рековте дека исто така сакате онаа етно поезија. Етно поезија за мене е нешто посебно убаво. Оние архаичните стари зборови, колку ми дава топлина. Не треба, луѓето се повторуваат. Кога читам, самите песни сличат една на друга. Посебно оние љубовните. Јас те сакам многу, љубов моја. Мислам, тоа е толку едноставно. Треба малку да го замотат на друг начин, за да излезе друг збор, да го пронајдат самиот збор и за да не личат песните едни на други. Мислам, можам да прочитам некоја песна од мојава втора издадена книга Љубовен Така, и филигран. точно време е да отстапиме минути за Токму неа. така. Ајде првата, можам насловната Така, да ја... првин, значи ќе ја слушнеме песната, се работи за книгата Љубовен филигран. филигран. Така, колегите, само ако може, да ја задржите. И колегите да зумираат. Еве, ова е. Оваа Љубовен збирка на филигран. песни. Што представува филигран? Тоа ќе ви го представам. Сега, кога ќе ја прочитам, филигран е нешто најубаво, најдрагоцено по мене. А љубовен, самиот љубовен филигран, нешто прекрасно, нешто убаво. Ајде, повно да насловната, слушнеме една да. љубовна песна. Ако страниците. Љубовен филигран. Ти ги оживее моите полумртви дланки на којунџија. Од младиот месец ќе ти направам сребен филигран. А тој, воин, застанат во твоите коси, љубоморно те чува. Со трепет ти ткае на љубави нитки сврзани во твоите очи. Ни сите изминати векови, металот постоеше само за тебе. Се топеше, се калемеше, чекајќи да се родам со дарба за тебе. Во рацете звезди и месецот со златен невестински фустан ја крунисува твојата убавина, поклонувајќи се пред тебе. Јас итам да ти направам цветен филигран за твоето грло, а прстите болат од заострени агли да извајам и залепам. Мој мозаикот од деноноќието ќе го вплетам врз твоите гради, а градите твои се брош љубовен во моите раце којунџиски. Кога зората зазорува со златни нишки, ќе ти извезам срма. Онаму од каде се буди светот. Носам златни конци за прстен. Во мојот храм на љубов, Божица на љубовта застана занемена. Клекна покорно пред мојата љубов и раце на љубовен уметник. Се надевам ви на публиката, на слушателите и ќе им се допадне. Дали некогаш сте присуствувале, учествувале на некои поетски читања, бидејќи како што убаво пишувате, исто така, веќе реков, многу убаво рецитирате, го искажувате она чувство. Да, секако, дали тоа е
самостојно се собираме ние поетите, мислам подаме се поетите, се собираме, правиме некои така поетски читања. Во МКЦ најчесто одиме, имаше една кафе книжарница Вештица, така се викаше во Скопје, и се собираме, читаме, или пак како некој поет прави своја промоција на книга, тогаш читаме исто така од нивните книги, од нивните песни, се дружиме. Се дружиме, оние што сакат да пишуваат, оние што ја сакат поезијата, без разлика дали тоа е некој настан или ние самите самостојно ќе се собереме. Така, членувате ли во некое друштво на писатели? Бев член на Симбиоза, Кумао, меѓутоа сега сум самостална. И сега, пред да слушнеме од вас уште некои информации за оваа ваша втора книга, предлагам да се одмориме на некој начин со кратка музичка пауза, значи повторно одиме со песна и потоа се враќаме во студиото за да продолжиме со разговорот. Како? Каде што сите големи чуда веруваш. Со очи ширум затворени гледам и во тој миг те создавам, те вдишувам и чувствувам дека без тебе јас не постојам. Во вечноста из моите мисли протечи, околу неа во прекрати, скрати ги моите немири, покажи ми кај љубовта належи среќа на руба и победува. Без тебе јас не постојам. Во вечноста, низ моите мисли протечи, околу небо прекрати, скрати ги моите немири, покажи ми кај љубовта належи среќа да рува. Во вечноста, низ моите мисли протечи, околу неа во
И еве не повторно назад и продолжуваме со разговорот. Господја Даница Петровска, љубител на пишаниот збор, гостинка кај нас во студиото. Господја Петровска, слушнавме песна и од вашата втора издадена книга. Колку песни има во оваа книга? Па, да не излажам, 80. Мислам дека се 80 песни. Да, 80 песни. Дали би можеле да се сетите колку време ги пишувавте сите овие песни? Колку време ви Од беше кој потребно? период? Така, да искомплетирате една книга. За оваа книга, значи, ова е од потазе пишување. Ке ви изненади сите овие песни што ги има напишене, може би за една година. Може би за една година. Периодично една година. Оти константно пишувам. Не престанувам да пишувам. Така. И константно издавате нови книги. Да. Од каде идејата? Идејата за насловите на книгите пред се. Готската жена ја рековме, тоа сум јас. И сега го готската. пишувате, еве да продолжам, го пишувате љубовен филигран. Токму Правите промоција на оваа книга, во меѓувреме стига дека ви се вртат нови планови за тоа. Што е след? Што е следно? Следно за нова книга? За третата книга. Еве, за третата. Третата книга, веќе што се објавени, се моите митарства. Моите митарства. Во меѓувремено излезе, значи, паралелно, елегична по тебе. Значи, тука стојат две книги, едната е љубовна поезија, а втората е темна поезија. Значи, јас пишувам напоредно и љубовна и темна поезија. Мислам, не знам кој друг би можел во исто време да пишува и за љубов и за самата темнина. Пишувате за сечи вкус. Да, за сечи вкус, првенствено за мојот вкус, она што јас сакам да го пишувам. И верувам јас што сакам да го пишувам, верувам дека на самите читатели ќе им се допадне. Така, пред се. И третата книга, како што рековте, Прва е моите митарства. Така, да. Моите митарства. Е сега, од каде името? Митарства. Митарствата представуваат, јас како ги велам, граница. Луѓето кои веруваат во она другата страна на животот, значи, откако човекот ќе замине од овој свет, кога, едноставно кажано, кога ќе умре, каде оди душата? Каде се наоѓа? Самата душа каде се наоѓа? За оние што веруваат дека постои друга страна, многу лесно ќе ме разберат што сакам да кажам. Митарствата представуваат една врста на граничен премин. Значи има 20 митарства. 20 митарства се и на на самите митарства ве сретнува демонот, ѓаволот, кој сака да ја земе душата за себе, да ја носи во пеколот. Меѓутоа, тука стои ангелот кој го носиме во самото раѓање. Он тука има улога да ве одбрани, да каже не, Даница е направила многу добро дело, спасила живот, или не, Даница има тоа и тоа направено многу убаво дело. За разлика од првото митарство, ако имам погрешено нешто во првото митарство, еве, овдека ќе прочитам, да кажеме прв дел. Ова трето митарство. Тоа се 20 и многу се за читање. Затоа еве го првото митарство за да самите гледачи имат представа што кажувам. Првото митарство. Во часот мој суден ќе засвири првата труба. Страшен писок о земни грубости ќе го суди и куди јазикот грешен. Ќе се крене сета војска од демони. Со страшен суд на душава ќе судат. Јас не сум ниту жена богохулник, но ете, понекогаш о гнев и јарост и токму денес наума имам да се покајам. Ничкум признавам гревот свој. Мојот ангел чувар нека ми се сети на сите мои молитви и добри зборови
на сите солзи што јас грешна се сторив. Значи, сите овдека станува богохулие. Ако се навредува самиот Севишен со погрдни имиња, тука дојдат демоните и ти кажат, слушај, ти си кажала така и така. Меѓутоа, тука ќе се најде ангелот чувар кој ќе каже не, таа некојаш и кажала добро за Севишниот и ќе те одбрани. Сега, ако сите овие митарства успеат да се поминат, сите 20 митарства, тогаш се доаѓа до самата светлост. До самата светлост. А таа вела дека е обично на крајот од тунелот. На крајот од тунелот. И секој, например, у самиот живот нема чиста душа. Не можам за себе да кажам, јас не сум грешна, јас сум грешна, имам многу големи гревови. Мислам направено, кога почна да ги читам, да ги проучам митарствата, си велам, нели, колку сум грешна. И сега, дали после промоцијата на оваа книга имавте можност да се слушнете со некој, било роднина, пријател или некој кој бил заинтересиран да ја купи оваа книга и да ги слушнете неговите импресии? Јас бев првенствено напоредно ја правев промоцијата во Центар за култура Трајко Прокопиев и двете книги ги правев. И двете најдеш. Туку бев изненадена што луѓето беа заинтересирани да земат книги. И за разлика, да кажеме, за првата имаше интерес, исто и за втората, меѓутоа за овие две посебно некако се изненадив дека сака луѓето да земат да читат. Ти ме прашувааш што се митарствата, зошто е легична по тебе и на еден начин бев пријатно изненадена дека имаше што бара луѓето да земат на самата промоција. Така. Колку извесен временски период после оваа книга ја издадовте и следната? Некако работите со полна пареа, со брз интензитет. Токму така. Сега ми е жал, може да замислиш колку ми е жал што не можам да ја објавам мојата 6-та книга, не да брзам туку. Чекам да налегнат сите песни, па дури тогаш да веќе да ги пуштам во печатење. Може би ќе биде, ајде да кажеме, 2018, може би 2019, но јас оставам на времето, никогаш не брзам, чекам онака како ме води животот. Едноставно време. така. Значи, магистрал за неа, можам слободно да ја земам, магистрал за неа е таа, всушност, 5-та книга. Оти ја спомнавме Готската жена, Љубовен филигран, Моите митарства и Елегична ке ја Елегична по тебе, да. Елегична ке ја пропуштам, оти заедно Рековте се дека заедно промовирани, ги да. издадовте, да. Овдека станува збор за елегијата, за љубов од друг аспект гледано. Од кој аспект, тажната, господја Петровска? Тажната љубов. Невозвратината или? Невозвратената или пак љубов која што не може да се возврати на било кој начин. Не може да ја примиш, ниту пак да ја дадеш љубовта. Ова песна малку е подолга, меѓутоа оти носи, можам да ја прочитам. Можете, имаме доволно времето. време, да, имаме време уште. Можеме да И тука слушнеме. самата многу е тука. Овие песни некако се и најава, барем по една, можеме да оделиме простор да прочитаме Да. за секоја книга, бидејќи сепак тоа е целта на ова емисијава, да ги запознаеме гледачите подетално. Добро, се согласувам, во право сте. Елегична по тебе и така самата книга и песна носи наслов така. Елегична по тебе. Би правела глинини чини, болката да ја сипам, да ја истурам. Ќе се помолам сонот да не ме одмине, ќе те создадам и во бела ноќ ќе заспијам. Ти давам древна болештина од чекања и чинам ноќва телото ми се извива и јачи. Потоа ќе ти го подарам
својот не пробал, лазур од небото мое, сонот да ти го покрие. И еве, душата ми мрее, ми расте неспокојот. И устата ми се обагри, омај со занес по тебе. На моите рамена гостот ми е месецот рогач. Се нарамил во поглед и рее во моите зеници. Нема спир, отатнеш и страт и гладост моја. Тебе со упој го подарувам мој безпредел. А ти биди ноќен бесоник за мојата далнина. Долга пола засукав колената да ми ги погалиш. Со лач се твоите очи и нескротливост си ти. Моето идење кон тебе љубовен запал носи. Го носи мојот гол срам во твоите лазурни очи. Сноп топлина, тело джега, ламтеш на усни. И знам дека и овој пат ќе осамам со зората. Пред будење, со бели стихови ќе те воспевам. Го фрлам телото тука, во твоето љубовно легло, со мирис на бокал од вино што ми се присака. Цела година го завезувам мојот фустан со ламе и мислам, драм златни утра како дар да ти донесам. А ти со твоите меблен прсти погали го моето тело. Белки од мојево кровко тело болката ќе стивне. Си мислам, од памтивек јас те носам во мислите. Во сите раѓања те сретнувам по сакана љубов си. Проратен во сонот го растеш, мојот копнеш по тебе. Ми се блазни душата и ќе те отинам од сите жени. Елегично послание ја прави мојата невиност. Зарем туѓ копинар да крои сукна со цветови и зарем туѓо писмо пишувам за мојата љубов. И мислите што трчат кај него и се туѓи науми. Кога наминува мрака, душата моја те повикува кон мене, на бел ат јаваш во сонот мој нестварен. Ти прости на ова жена која се надзира одалеку, сонлива снага протега, тело си извива за тебе. Еве ме со куп песни задоени од ноќниот жар и љубов сум кој шурка за својата вечна љубов. Сакам троа да се одморам од долгите талкања и те најдов тебе во ова вселена која те донесе. Не ги перам белите кошули од твојот мирис. Не постелам срмена сукна, денот е завидлив. Ноќе не сакам да заспијам. Ја чекам деница, чекам сонцето да ми го сплете сончевите сандали. Гледам звездите се речат, се ниша месецот. Сега повторно ми осамнува, ми се завиделува. Се сеќавам, од идзуница ми вети кошула за мене. За тебе, сред белото грло, денот ми скова седев. Денес и вчера дојдено сум за твоето доаѓање. Па дојди, да те имам како виделина во мракот. Ти придај ми се мене како долго ветена љубов. Да сред зима во твоите дланки донеси ми синчец. Твоите усни нека ноќеват крај моите усни. Љуби ги црвените вршки, воздивнувај по нив. Ти наслади се со медовина од моите гради. Стасај сред горештина и сред копнежот мој. Кога ноќта надоаѓа, ти прилегни се крај мене. Поспи си од долгото талкање по желните усти. Сплети ми ситни леси, сонот наш да ни се сплете. Јас, елегична по тебе, ќе те создавам во белиот сон. Така. Имаме смарагди. Имаме се, да. Имаме се и во оваа песна. Инспирација. Инспирација секако
во елегична потреба е на еден начин љубов, болка, тага, она сладката тага, не она тага, сакаш некој и толку многу го посакуваш, дури го замислуваш и визуелно пред себе. Како да таа енергија е тука до тебе. Така. Обожувате да ги шетате темите на некој начин. Да така. творите на секое поле, да. И петата книга, еден специфичен наслов. За неа? Магистрал за неа. Магистрал, морам да кажам, Кој период е издадена оваа книга и оваа книга е издадена во, мислам, 2015 година. И сега, како да кажам, ова всушност, поради една песна што ја имам читано во камарите во Битола, имаше тука, како да кажам, читање, значи, беа 33 читатели што пишуваат поезија, имаше некоја награда, као наградно беше, и јас чисто сакав да учествувам поради самата поезија, поради самото дружење, меѓутоа јас воопшто не се ни надевав дека ќе ја добијам престижната награда. Тогаш ја добив наградата Оскар или како ја викат Виктор, и покрај таа награда Виктор, самата, значи, организаторка Мирица Паулус, со неја исто така сме пријателки, на некој начин се дружиме, таа живе во Германија, и од самата таа награда следуваше и печатење, бесплатно печатење на една книга. Значи, покрај таа награда и добив бесплатно печатење на оваа книга. Да. Можност, да. Еве, ова, покрај добиената награда Оскар на поезијата, одржано во Битола, како дел од наградата, е и печатењето на ново создадена книга Магистрал за неа. Спонзорирана од Милица Паулус, всушност таа ја плаќа, во соработка со издавачката куќа Дата Песнопој. така. Дали некогаш сте имале можност да ги презентирате вашите дела и надвор од нашата држава? Можам тука да кажам не. Не, оти времето недостасува. Јас како вработена Така, вашата не работа може бара да се најде ангажираност. апсолутно време и ангажираност, имам покани, во Србија имам покането да одам, меѓутоа А дали нема планирате да се во најде. блиска иднина? Ете, некој план едноставно. Убаво е тоа, господја Петровска. секако имам понуда да дадам и во Бугарија од моиве книги да ги преведуваат, па ќе видиме. Ајде, ќе биде. Јас никогаш не се... Нема да зборуваме пред време. Пред време. Повторно, ќе дојдете, ќе кажете доколку... Се оно што е реално и што веќе е видно, тоа е тоа, а вака не можеш да кажеш дали ќе биде или нема да биде. Тоа е. Да слушнеме уште една песна, мислам, рете да Од одставиме Магистралот. неколку минути да и за оваа книга. Сега ќе ја најдам. Само кога имам среќа брзо да ја најдам. Само момент. Која во моментов ја барате? Ја издвојувате некако? Да. Па добро, може и ова, но мене лично ми се допаѓа. Мислам, лично Е, што мене... ми вам лично да го Мене да го лично, слушнеме вашиот оти ме вкус? прашавте која песна имате ли напишано одеднаш. Баш ова е песната. Предполноќна песна. Кога ќе се приберам за да заспијам пред полноќ, без да посакам да сум видовита. Во ноќта да гледам како во талок од кафе, додека косата ја врзувам во долга плетенка, правам смешна и непостоечка љубовна магија. Во јазли да му врзам пат, нозете да ги преплете, да не фрла шарени камчиња по туѓо пенџере. И чевел да скине, да не ита, да се крие зад порта. До кога ќе се пијанчам со електронски букви?
додека ги пишува моите најскромни желби, да го отсакам тутунот, а катрнот да го обелам. Да заштедам за љубов, а блудот да го распродадам, прозорецот да го превртам, звездите да ми се близу. Да ме однема за да видам дали ќе ти пасувам во срцето, дали душата ќе ти посака свирка и лудо танцување во среќа. Прекрасно. Еве, одвоивме простор да слушнеме една песна. И од оваа книга уште една наредна се спрема. Рековте дека Токму така. ги пишувате песните, па се надевам дека кога ќе биде промоцијата, кога ќе ја издадете, ќе дојдете кај нас во студиото и ќе слушнеме уште нешто. Секако. Сакал нешто да нагласам. Пиете вино? Така. Обожавате вино, секако. Имам ова вино Барово, што е Тиквешка винарија. Стиховите, ако сретнете на виното Барово, тоа се мои стихови. Е, супер. Црно грозје. Убаво е ова што го потенциравте. Верувам дека во моментов оние кои што се во домашни услови, можеби кои имаат флаша вино, ќе видат што всушност пишува. Еве, ние сме заинтересирани доколку црно вино Барово и бела вода Барово. Тука се наоѓаат дел од моите стихови. ги знаете од на песна. памет или негде ги имате запишани? Ги имам Ајде ги во слушнеме и нив. Елегична по тебе и посебно ја, да кажеме, одвоив, само заборив уште од почетокот Да го напоменете, но не е важно. Еве се сетивме. се сетивме, да. На време. И со тие убави стихови, со така. вино, ќе го заокружиме и денешното издание. Токму така. Црно грозје. Црно грозје береш, со нозе боси го газиш. Вино црно ќе се пие, магија со боси нозе фрлаш. Што не сум грозје црно, твои боси нозе да ме галат. Вино црно да сум, да ме испиеш, рани љубовни о срце излечам. Што клетва љубовна ти ми фрли, со очи да те гледам, со раце не допирам, со душа да те сакам, со болно срце од љубов по тебе искорам. Тука е дел, само еден дел на предната етикета и се гордеам секако со тоа. Одлично, одлично, господја Петровска. Ви благодарам за денешното гостување. Можеби имате некоја порака за нашите гледачи или нешто да додадете? Порака секако љубов и само љубов, меѓутоа да не заборават дека животот не е толку светел, ниту пак толку темен. Значи се е јин и јанг, и светло и е темното. Тенка е линијата. Тенка е линијата, сосема е тенка линијата. Да го живеат животот како да е секој ден како да е последен ден. Животот е едно нешто најдрагоцено што можеме да го имаме. Тоа е. Ви благодарам за денешното гостување. Благодарам и на вас на поканата. Почитувани, како што реков, тенка е линијата помеѓу светлината и темнината. Но нели, ние сме затоа тука, секогаш е пожелно да го слушнеме мислењето кое што доаѓа од другата точка на гледиштето. Што ќе стори со овие творби, господја Петровска? Дали можеби многу ќе напредува на полето на мапата на творештвото? Останува да видиме. Тоа беше се за денешното издание на Нов ден. Следете не и утре со почеток во 8 часот. До тогаш останете со нашата програма.